Повеќе би сакала да имав шанса да зборувам за Никола студентот, ама ќе зборувам за политичарот Димитров, единствено и само низ призма на политика во границите на правото. Еве кои се моите дилеми врзани за ова. Ако ме праша некој кој е мигот, кој што е најважен според мене во вашиот ангажман, повеќе стручен од што политички, ќе речам Хаг 2011 година. Тоа беше политика која што се повика на правото и најквалификуваните донесоа пресуда која што ќе се изучува по универзитетите. Ако ме прашаат кога мислев дека има пат во вашата кариера, ќе речам кога се зборуваше за Илинденска Македонија, кога се тврдеше дека е тоа најдоброто од сите можни имиња и дека само за него може да се прифати ерга омнес важењето. Дури чинам дека неговото неприфаќање го врзавте и за понудена оставка. Ако ме прашате кога раскрстивте со владењето на правото, ќе речам за време на уставните измени и ќе објаснам зошто, во формулацијата на референдумското прашање и ќе објаснам зошто. Ако добро помнам, за време на парламентарните избори, кога повторно не ми беше многу пријатно со одличниот студент да спорам, бидејќи ние професорите ги помниме, за среќа и од оваа страна и од оваа има извонредни студенти, тоа беше дека, додека јас постојано повикував дека треба да се свртиме кон себе, дека модус вивенди е само и само владењето на правото, дека односот дури и во преговорите и на ЕУ кон нас ќе биде поинаков ако сме ние европска држава, вие постојано повторувавте дека неизбежно е да се добие почеток на преговори и најчесто повторуваните зборови беа ЕУ и НАТО. Да, во НАТО сме и јас мислам дека сите оние кои што ја знаат природата на НАТО, знаат дека и геостратешката причина беше основната за нашиот влез во НАТО, меѓутоа ЕУ е нешто друго. Почетокот на преговорите се уште го нема, но она што јас го забележувам во последно време е дека министерот Никола Димитров многу често зборува за потребата сами да се свртиме кон себе, сами да почнеме да се европеизираме и многу често зборува и за правото на самоопределување низ призма на односите со Бугарија. Меѓутоа, точно е дека свртувањето на кое ние повикувавме, ама вие велевте ЕУ НАТО, е насушна потреба. Јас не гледам дека ние, како Homo Balkanicus, сме Homo Democraticus, така викам ја, и уште не сме Homo Europicus. Меѓутоа, денеска, ако ги споредувам жртвата што ја дадовме со статусот во кој што сме, несоодветна е. Ќе објаснам зошто. Прашањето на референдумот, морам да кажам дека нашиот колега, мојот колега, еден од најпознатите шпански конституционалисти, па згора и од
револт кон шпанската политика, конзул на Македонија во Валенсија, Карлос Флорес Хуберијас, го нарече најсрамното прашање во историјата на референдумите. Еве зошто. Ако прашате вие дали сте за членство во ЕУ и НАТО со склучување на Преспанскиот договор, заклучокот во едно вакво сугестибилно и капциозно прашање е дека ЕУ и НАТО однапред се за, само го чекаат нашиот одговор. До тоа не дојде. Зошто велам дека жртвата е голема? Бидејќи кога велиме право на самоопределување, не може никој да ме разубеди дека суштината на правото на самоопределување е врзана за името. 100 пати сум рекла, ќе кажам и пак, nomen est omen. Најважниот идентитетски знак е името. И јас тврдам дека однесувањето на Бугарија е рефлексија на Преспанскиот договор, бидејќи договорот со Бугарија се случи порано. Значи, дури и во поезијата, како вели еден Прерадович поет, вели за името без njega si u prošlosti sjena puka, u buduće niti sjena. Зошто велам? Не се добива името од географијата, туку обратно, говориме за национално име и јас одговорно тврдам дека нациите сите настанале во 19 не во 5 век, никој не се нарекол македонски народ, ниту македонска држава, значи проблемот, што би рекол Карлос, е вештачки. Зошто велам дека е рефлексија? Затоа што, да, добро е да склучувате договори и да решавате спорови, ама јас тврдам дека договорот од Преспа наместо да ги смири, ги разбуди балканските националистички духови, за кои верувавме дека се затворени. Дури во 1876 година еден преумен британски премиер Вилјам Гледстон како велеше "Why not Macedonia to Macedonians?" Тврдејќи дека ако тоа што го добиле бугарите, грците и србите, го добие и овој мал македонски народ, дека на Балканот ќе има мир. Значи, да, новата методологија е важна, таа не тера во сизифови напори, ама јас нешто исто друго забележувам. Кога вие бевте министер за надворешни работи, тогашниот носител на позицијата што ја имате сега, господинот Османи, како сенка беше со вас. Сега како да не е така. Повеќе ги гледам со Заев и со Бучковски и сега си велам тоа се ресори два кои се компатибилни. Зошто е тоа така? Може би е затоа што вие изразувате и несогласувања со некои ставови, а може би едноставно подобро решение е Бучковски, иако ние гледаме дека посредник кога ангажирате, секогаш е тоа признание дека сами немате способен кадар кој што би можел според статусот да ги решава и проблемите. Што сакам да напоменам сега? Обајцата знаеме, како правници, дека политиката може да се креира рационално. Господинот Снопче зборуваше за тоа, иако е математичар. Значи, вие мора да гледате напред, понапред од останатите, да ги предвидите заканите, сцилите и харибдите, да предвидите алтернативи. Секогаш има wild cards, некои моменти, и тие треба да ги предвидите. Тоа не води до друг вид на политика, инкременталистичката, соодветен одговор на соодветното, на несоодветното однесување, меѓутоа тоа не го гледам. Не го гледам. Во биографијата има еден важен момент.
Не само дека сте Благодарам. Леле, може само една реченица. Добро што ја мислите, окей. Значи, вашата магистарска теза се однесува на Конвенцијата за заштита на правата на националните малцинства. Тоа вас ве обврзува просветителски меѓу тие политичари да делувате, бидејќи таа конвенција важи и за македонското малцинство во Бугарија, и за македонското малцинство во Грција, но ако го читаме Преспанскиот договор, тогаш тоа го нема. Најголемата забелешка моја на вас е уставните измени. Јас одговорно тврдам дека од преамбулата до последниот амандман се денеска е предмет на анализа кај моите колеги за кршење на сите можни правила на уставни промени. Благодарам. Мислам дека тоа не е добро решение. Да не говорам, значи, се извинувам, ваша должност е, според Уставот, според Законот за склучување ратификација и спроведување на меѓународните договори, според Законот за надворешни работи, сами овде да дојдевте да побаравте, а не ние да ве викаме. Значи, тоа е обврска на секој министер. Ви благодарам, очигледно се занесов, тоа е под притисок на меморијата од студентските денови. Благодарам. Благодарам и вам.